политика да зборуваме за новата позиција на Северна Македонија во надворешната политика, која исто така бележи драматични влошувања. Блокираните европски интеграции, како што гледате, прво влијаат и во домашната политика, затоа што се нарушува меѓуетничката кохезија. Потоа влијае, како што зборевме, нели, негативно врз економијата. Сега, ние, ако повторно ставиме во една поголема рамка, Република Северна Македонија некогаш беше лидер на Западниот Балкан во европските интеграции. 2001 година ние добивме пред Хрватска програма за стабилизација и асоциација, а 2005 година заедно со Хрватска станавме кандидати членки за Европската Унија. Како што гледате, ако на почетокот на 90-тите ние сме можеле да се компарираме во нашиот животен стандард и со Бугарија и со Хрватска, денеска тоа едноставно поради нивното членство во Европската Унија невозможно, а тоа поради оваа изолационистичка политика која води власта ќе стане многу брзо видливо и на нашите случаи на компарирање на економскиот и квалитет на живот со Албанија и со Црна Гора. Ако ние го пропуштиме овој воз за 2029 и 2030 година, по некое време, како што денеска не можеме да се компарираме ниту со Хрватска, ниту со Бугарија, ние нема да можеме да се компарираме ниту со Албанија, ниту со Црна Гора во следната деценија, во она што се нарекува квалитет на живот. Потоа гледаме јасна тенденција од премиерот, претседателката на државата, од владата, да нашата држава се изолира од она што се нарекува демократски свет, покрај сите случувања, целата криза, руската агресија во Украина, геноцидот на Израел врз палестинците во Газа, односите помеѓу Америка и САД кои се урушуваат во драстична мерка. Она што треба да е позиција на Република Северна Македонија е дека ние нашите стратешки цели сме ги одредиле. Едната стратешка цел сме ја исполниле, а тоа е членството во НАТО, и треба да се стремиме што побрзо заедно со Црна Гора и со Албанија да ја оствариме втората наша стратешка цел, членство во Европската Унија. Но нашата влада од тоа се откажува и влегува во друштво со двајца авторитарни лидери. Едниот е Орбан, кој е директен спонзор, и вториот е исто така директен спонзор, а тоа е Александар Вучич. Првиот Орбан е директен прокси на Русија во Европската Унија, а Александар Вучич е директен прокси на режимот на Вучич е директен прокси на Русија, но она што се нарекува Западен Балкан. Власта се обидуваше да избегнува разговор на овие теми, кои ги отвараме година дена, но ова, како што гледате, заврши во два важни документи за Северна Македонија. Првиот го спомнавме европскиот извештај, а вториот заврши во документот за Западен Балкан кој е усвоен во Американскиот конгрес, во кој јасно се нацртува дека режимот во Белград прво прави проблеми во Србија и прави проблеми во однос на фери демократски избори и има негативно влијание. Така да овие две прашања, колку власта да се обидуваше да ги заобиколи, веќе стана тема увезена од надвор, затоа што таа реалност е многу поголема од обидот за да не се разговара на тие теми. Тоа е една работа. И втора работа е дека, ако ги видите инвестициите кои доаѓаат, сите нормални инвестиции веќе почнуваат да се повлекуваат, но имаме два моменти. Првиот е со Алта банка блиска до режимот на Вучич, и вториот е најавениот нов оператор кој доаѓа од Унгарија. Нели, случајно во наводници, двата економски проекта кои доаѓаат од политичките спонзори на оваа власт. Власта пробуваше овај да го сокрие со една реторика дека ете они се за некакво партнерство со американците, една неискрена реторика, и тој
про-Трамп наратив, со него да проба да покријат антиевропската агенда која спроведуваат во согласност со политиките и на Вучич и на Орбан. Односно, Македонија стана, ако е Орбан и Вучич се прокси на Русија, Македонија комплетно се стави во функција да биде прокси на Орбан и на Вучич. Што би се рекло втора рака подизедувачи на деструктивни политики во овој регион. Во делот на изјавите кои ги гледаме, ние повторно се враќаме во една ситуација која ја бележевме, да речеме, од 2008 година до 2016, да преку своите пропаганди, преку својата реторика, преку блиските медиуми, власта создава една перцепција дека Европска Унија е непријател на нашата држава и дека Европска Унија земала да направи некаков заговор со иднината на Република Северна Македонија, и во тој контекст се повторно и изјавите на премиерот дека он нема да го отвори европскиот пат, ставајќи при тоа барања кои јасно ништо не зависат од Европската Унија, односно поставувајќи услови кои не може да се исполнат за да Република Северна Македонија не го продолжи својот пат. И она што исто во надворешната политика може да се види е дека и поумерени изјави дава министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој како да има мака да ја оправда позицијата и реалната политика и динамика која наметнува премиерот Мицковски и ингеренциите кои тука ги има и председателката Силјановска Давкова во своите позиции, кои дополнително Македонија во буткаат во една антиевропска приказна. При тоа, фрлајќи ги на страна сите можни придобивки кои требаше да ги ползуваме, од тешките компромиси кои како држава веќе сме ги направиле и со Преспанскиот договор, и со договорот за добро соседство со Бугарија, и така доведувајќи ја државата на дупло голо политика во меѓународната заедница. И ова ќе трае се до оној момент доека главните спонзори на власта и на премиерот Мицковски, како што кажа Орбан и Вучич, ја имаат моќта и понатаму ја буткаат Република Северна Македонија во таа насока. Ние не требаше да си дозволиме да влагаме во антиевропските наративи. Ние имавме добар капитал во делот на нашите поранешни компромиси кои се направени, тешки компромиси, требаше да ги ползуваме бенефитите од тоа, и во оваа светска криза врзано околу геополитичките поместувања, ние требаше да се останеме на нашите стратешки цели, а тоа е, ја имаме позицијата и САД и Европска Унија заедно, а не да бираме меѓу двата партнери во Евроатлантскиот сојуз да одбереме само еден, а при тоа фактурата за тоа ќе биде доставена и до државата и ќе ја платат највеќе граѓаните на Република Северна Македонија. Продолжува тој момент дека нашите сограѓани албанци се опасноста внатре во државата, наративот дека Бугарија најголем непријател во регионот и создавање на тој наратив дека Европската Унија не сака добро на Република Северна Македонија и дека прави некаков заговор против Северна Македонија и македонците како народ. Од ова може да заклучиме дека Република Северна Македонија во оваа година и пол, во 2026 година, влага во нешто што се нарекува голема општествена криза, која внатре ќе содржи повеќе кризи. Првата е политичка криза, втората е економска криза, потоа ќе имаме криза и од социјални размери, затоа што веќе ги гледаме
протестите и на синдикатите и на работниците кои работат за најмали плати во регионот. Сите тие кризи ќе ја доведат Република Северна Македонија во една општествена криза и тука дефинитивно влијае и моментот дека стратешката цел е блокирана, членство во Европска унија, а ја имаме праксата дека кога стратешка цел е блокирана, како што беше 2008 случајот во НАТО, тоа влијае врз политичката сцена и ние влагаме во една серија на редовни предвремени парламентарни избори, се додека не се решат главните прашања. Она што јас сметам дека треба да се направи во следниот период, што би требало да се направи, но за жал имаме власт која тоа не сака да го прави, а тоа е да што побрзо се направат уставните измени и да се фати брз чекор кон членството во Европска унија, да се направат, да се тргне во она што се нарекува системски реформи и во економијата, и во администрацијата која е спора и која не е ефикасна. Нашето општество и граѓаните и малиот и средниот бизнис имаат потреба од мала, но брза и ефикасна администрација. Ние гледаме дека некој сака Северна Македонија да ја изолира од демократскиот свет. Нас ни треба држава која е во демократскиот свет, но ни треба држава и која се бори ефикасно против и криминалот и корупцијата. Гледам дека во наративите во последниот период само се зборува за корупцијата, но корупцијата е во Македонија е главна тема, но таа не може да се одвои од она што се нарекува сериозен криминал кој се случува пред нашите очи, и јас сметам дека Република Северна Македонија треба што побрзо да го усвои законот за рестриктивни мерки. А тоа е дека сите оние кои се наоѓаат на црните листи на САД и на Европската унија и на Велика Британија, политичарите да не може да обавуваат сериозни функции државни, а оние кои се наоѓаат на тие листи имаат своји приватни бизниси, нивните бизниси да не може да учествуваат на тендерите кои доаѓаат од државните ресурси, и дополнително сметам дека Република Северна Македонија треба да влезе во што побрзо уште во еден следен чекор на дополнителна децентрализација, затоа што гледаме дека секогаш кога имаме ние авторитарна власт, дека таа не се грижи посебно за местата кои се надвор од Скопје помали, и нивните пари ги троши на сосема нетранспарентен и неефикасен начин во нивниот развој. Овдека од оваа гледна точка би сакал да најавам дека и ние во следниот период ќе отвориме една кампања на средби и со наши членови во партијата, но и со граѓани, имајќи го сето ова предвид кој го зборевме, а тоа е да тргнеме со еден слоган во следниот период на една наша партиска кампања дека е време за демократска акција, затоа што сите овие случувања кои ги кажавме, сметаме дека се многу посериозни отколку што јавноста или е нашата перцепција дека јавноста во моментов ги перцепира, и сметаме дека резултатите од вакво владење ќе стигнат, лошите резултати од ваквото владење ќе стигнат многу побрзо од што очекувавме.